фрлаш бе човече, таа смоки на така идеш. Се обидувам да го разграничам тоа што е етичко, што не, бидејќи на крајот од денот, знаете, јас верувам дека ќе добивте многу поголема поддршка доколку ги немаше сите овие јадни зборови. Кога идеш во зоолошка градина да се прошета со детето, ми доаѓаш таму да мајмуните, нели? И сега. И сега се да само се мајмуните, тоа ви е целата сега. Се нема да бидеш буквалиста сега. И сега мајмуните сега, ти како да ти кажам сега? Ти не им пееш бајки, не им го рецитираш ти сега Петре Мандрески и фрлаш бе човече, таа смоки на така идеш. Мајмуните друго не разбира. Тоа е, ја го викам, прв Њутнов закон, Геров закон на македонска политика. Со мајмун шах не играш. Ако е мајмунот во ситуација? Ке разбере. Зашто не играш шах со мајмун? Абе он не игра по правила. Ке седнеш, ке ти краде фигурите, ке ти ја растури таблата, ти играш шах. За гомнарите гомнарска цевка. Не, Дали личи да се вие да се обратите кон политичка партија? Ама добро, да расистиме основната работа. Дали ја знаеш таа реплика? Не ја знам и да ја знам. Дали е тоа да се употреби кон политичка партија или Ама не може да не ја знаеш таа реплика, ја кажува Петар Арски глумецот во Среќна нова 1949 година. И Што е спорно? Он кажува ама тоа е уметност, а ова е новинарско обраќање кон политичар. Тоа е разликата, огромна. Ко примерно Груевски на времето му кажавте со гомнари, гомнарска цевка, мислите дека ќе поминевте вака како сега?